Учесник на дебатата во Оксфорд бил и професорот по меѓународно право Тони Десковски, кој беше дел од тимот што ја застапуваше Македонија во процесот пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Својата анализа Десковски ја темели на хашката пресуда од 2011-та, со која се отфрлаат тезите на Грција за постоење и редентизам од страна на Република Македонија. Суштината на спорот за името ја чинат две разлики помеѓу нас и Грција. Првата разлика е во поглед на целта, на евентуалниот компромис околу името, а не подудирањето помеѓу овие нашите две земји околу тоа прашање создава несогласност или разлика околу тоа што треба да биде содржината на компромисот за името. И во поглед на првото прашање, начелно беше постигната едногласност меѓу учесниците дека суштината или целта на евентуалниот компромис за името на нашата земја треба да биде постигнување на разлика помеѓу државата Република Македонија и поширокиот регион Македонија во кој таа е лоцирана и кој што регион, односно во кој што регион уште има две други држави, тоа се Грција и Бугарија. И одеднаш, откако беше постигната таква согласност, пред да се премине на второто прашање, кој е содржината на компромисот, излезе клучната разлика и меѓу учесниците на конференцијата, но и клучната разлика меѓу Македонија и Грција, а тоа е дали со евентуалниот компромис треба да се излечи, отстрани, како сакате наречете го, и редентизмот кој што нашата држава го спроведува кон соседна Грција. Овде, во текот на работата, беше изнесен став, и тој не може да се спори, а тоа е дека нашата држава не спроведува и редентистичка политика, што е потврдено, затоа велам не може да се спори, со пресуда на Меѓународниот суд на правдата. Она што на нашата јавност не е доволно познато е дека со пресудата на Меѓународниот суд на правдата од 2011 година не е пресудено само за тоа дали Грција основано ставила вето на нашата земја или не на самитот во Букурешт, туку е пресудено и за втората работа која што Грција ја истакна. А тоа е дали Република Македонија спроведува и редентистичка шема на поведение кон Грција, олицетворена во 5 различни повреди на времената спогодба. И Меѓународниот суд на правдата, соочен со таквото грчко барање, реши прво да не оди да ги утврдува правните основи на грчкото барање, туку влезе во содржина и пресуди дека Република Македонија не ја крши времената спогодба, консеквентно не спроведува и редентистичка шема на поведение кон Грција. Грција не ни го спори името затоа што не и се допаѓа. Грција ни го спори името затоа што според неа тоа представува безбедносен проблем. А безбедносен проблем е зашто вклучува или е дел од редентистичката шема. И за Грција е многу неповолно тоа што уште од 1992 година со мислењето на Бедантеровата комисија има наод дека името Македонија не одразува територијални претензии, а сега пред судот во Хаг стана јасно дека нема ни редентистичка шема на поведение. Местото на географската одредница во сложеното име, опсегот на неговата употреба и одредниците за јазикот и за државјанството се главните елементи на потенцијалното пакет решение за целиот спор. Дали каде може да се бара можниот компромис во оваа, да кажеме, сложувалка составена од овие 3 елементи? Овој пакет кој што вие го споменувате постои повторно поради истата причина. И редентистичката, обвинението за иредентистичка шема на поведение. Ако ја тргнете иредентистичката шема на поведение, нема потреба од никаков пакет меѓу нашите две земји. Се сведуваме на едно. И преговорите за разликата за името стануваат преговори за поставување на име на нашата држава со кое што јасно ќе се постави дистинкција меѓу нашата држава и регионот Македонија. Ако тргнеме да поставиме дистинкција,
тогаш доаѓаме до поставување на минималниот стандард за постигнување на тоа разликување. А минималниот стандард многу лесно се поставува. Со користење на име од нашата држава, кој што ќе биде сложено и ќе биде различно од Македонија. Тоа во моментов го имаме. Нашата држава се вика Република Македонија по устав. Името на нашата држава не е Македонија. Македонија е фабрика за кетчап во Неготино, Македонија е аеродром во Солун, Македонија е трговски центар во Солун. Ама нашата држава се вика Република Македонија. Со едно просто ограничување на нашата земја. Секогаш и секаде во меѓународните односи да го користи полното уставно име или скратена варијанта, например Р. Македонија, ние би ја постигнале целта која што двете земји би требало да се согласат дека треба да ја постигнеме. Значи, што е поентата? Треба да направиме жртва толку колку што е потребно, а не толку колку што некој замислил дека е потребно. Грчкото инсистирање на преименување на нашата земја во Република Северна Македонија не е за друго, туку за задоволување на проблемот со иредентистичката компонента. Ако јас нема иредентистичката компонента, нема потреба од преименување на државата. Практично, за да го скратам ова во една реченица, спорот за името може да се реши без преименување на нашата држава. Туку само со ограничување на нашата земја во меѓународните односи, бидејќи Грција за домашните потреби воопшто не ни се меша. Значи, повторувам, ограничување во меѓународните односи да се користи или полното уставно име, или скратено име со некоја додавка Р. Македонија, Р. ОФ Македонија или како и да е, меѓутоа никогаш и никаде само Македонија. Врз основа на ова се што го кажавте, колку е реално да се очекува брзо решение? Се споменува 2018. 2018 година се споменува од една причина, која што повторно во нашата јавност целосно се занемарува, а тоа е самитот на НАТО кој што треба да се одржи кон средината на следната година. На грчката политика и грчката јавност е познато дека по украинската криза и по целосното нарушување на односите помеѓу Соединетите држави и Русија, Балканот станува зона од која што Русија треба да се истисне. И затоа Грција е ставена на притисок да отстапи од својот цврст категоричен став, а став кој што е со една цел, да спречи Република Македонија да влезе во НАТО, и со тоа да го спречи или да го намали притисокот кон Србија да влезе во НАТО. И со тоа да спречи истеснување на Русија од Балканскиот регион. Значи, притисокот ќе биде кон Грција, бидејќи Грција е идентификувана како изворот кој што го штити или го спречува истеснувањето на НАТО од регионот. Следниот среднорочен чекор кој што може да се очекува, а кој што гледам во нашата јавност воопшто не се ни разгледува, е дека приемот на Република Македонија во НАТО не е заради нас, туку е како платформа за идното ширење на НАТО во Србија, а потоа решавање на босанскиот проблем. Токму во овој момент нашиот министер за надворешни работи е во Вашингтон, кај што е презентиран еден документ за односот на НАТО со Балканот и меѓу другото во тој документ стои дека иднината е во доближувањето, повторното доближување на Србија и НАТО. Не треба многу човек да е видовит за да знае што значи тоа повторното доближување на Србија со НАТО. Тоа значи Србија во НАТО. Тоа е клучната стратешка цел, а се со една крајна цел, а тоа е истиснување на Русија од регионот.